освен стандартните прегледи и картици, има дополнителни прегледи кои се многу моќни и дават прилично добри информации за работата на фирмата. Значи, првиот дел е 120-220 кумулативи, вториот дел е завршна изработка на завршната сметка. Овде имаме КИП образецот и специјални ревизорски извештаи. Овие ревизорски извештаи не се достапни на секој, бидејќи во позадина имат Excel фајлови кои треба да бидат припремани. Курсната листа од Народна банка. Импортот е специјална ситуација која не треба да сега да коментираме. И најновото од УЈП ДДВ евиденција. 120-220. Претходно во табели конта 120-220 треба да бидат означени контата кои ќе ги користите како 120 и 220. И кој е за денери, кој е за девизно. Значи од левата страна се купувачите, од десна страна се добувачите. Овде може да си ги дополните контата ако имате некои специфични анализи, например аванси и така натаму. Овие конта, овде ќе означиме сите фирми и овде привремено хронолошки да добиеме во брзина. Прво е кумулативен преглед. Ни дава од сите фирми, од контата 120 и 220, прибиено, односно кумулирано. Салдо на 1200, салдо на 2200. И тоа денарски дел. Ако сакаме девизен дел, девизен дел. Еве ни во девизи. Истата ова работа, но по отворени ставки. Што значи, секој кумулатив е збирот некои отворени неплатени фактури. Со бои се означени по дата на доспевање. Значи, ова што гледаме е валута на фактурите. Од лева страна се купувачите, од десна добувачите. Така да веднаш долу имаме слика дали сме добивка или како ни се парите. Следно од ова е предлог за компензација. Значи, може да пуштиме програмот да ни изработи предлог за компензација. Ако истата фирма ни е купувач и добавувач, Агрија, од лева страна имаме неговата обврска, од десна страна нашата обврска. И програмот ги затвара до одреден дел. И така е за многу други фирми. За сега програмот работи само со двојни компензации, натаму веројатно ќе го прошириме и со повеќе крат. На крајот на годината може да праќаме фирми, односно да праќаме ИОСи. Еве, например, за Агрија, ќе најдеме фирмата Агрија, 14. Само за таа фирма, пошто овде е ИОС за една фирма, ќе добиеме за Агрија по колку ни е состојбата по сите конта. И ова, ако имаме мејл од клиентот, веднаш може да го пратиме на мејл. Долу имаме два прегледа, доспевање на отворени фактури. Ова е многу слично на првиот преглед на отворени ставки, но од друга страна прикажа. А тоа е доспеаните ни се со црно, а тие што се уште не ни се доспевања, а во план се за доспевање во следниот период, ќе се прикажат во претходните колони. Така да, еве ќе најдеме само подолу. Ајде, на кумулатив. Значи, фирмата Фарма Агипро имаме фактура од побарување, значи наша фактура према неа, која е доспевата за 10 дена. А претходно има неплатен износ толку. Исто е за 120 и за 220. Овде има еден, кога ќе се прават компензациите, овде
од финансии се прикажува листа на книжени компензации. Рачно или преку програм, односно пред да се прави компензацијата, да се види дали претходно има нешто компензирано со тие фирми. Секаде кај што е зборот компензација, во било која форма, кирилица, латиница се прикажува во описот. Овде имаме едно копче кое ги прикажува застарените фактури постари од една година или 2 години, за да може да ги контролираме да не ни некој плаќање да не ни застари. Бидејќи ова малку споро, пред да го пуштам, ќе еве изработена, но требаше известно време, значи потребно е да имаме евиденција за повеќе години и ги гледа останатите отворените фактури помеѓу години наназад. И вели, на 220 одредена фирма има фактура од пренесено сало 2016, што значи веќе е постара, веројатно. И значи овде ги дава лани повеќе од 2 години, 3 години, 4 години постари. Значи, ако имате добра евиденција, овде ќе се прикажат сите заостанати фактури од 4 години и повеќе. Така да ќе може да се благовремено реагира.